Големиот број на жртви на експресниот пат Штип-Кочани го вклучи алармот. Експертите децидни дека оваа сообраќајна артерија која истокот го поврзува со централниот дел на државата е една од најнебезбедните делници. Наместо експресен се користи како автопат, а дозволената брзина ретко се почитува. Само лани ново експресен пат, полициските статистики бележат 4 сообраќајни несреќи со смртни последици, во кои 6 мина го загубиле животот. По многу ризична и небезбедна делница, една од најнебезбедните во Република Македонија, на која во краток временски период за жал се случија многу сообраќајни незгоди и многу од нив завршија и со повредени и со загубени човечки животи. Ова е една итна работа која што треба да се преземе со координација меѓу институциите, сет на мерки, затоа што е комплексен проблемот. На експресниот пат има поставено соодветна сигнализација на сите критични места. Максималната брзина е 110 км на час, но поради тоа што патот е рамен и без угорнини, возачите честопати се претекнуваат со огромна брзина. Експресниот пат не е автопат. Често многу го користат како автопат и на непрегледни места претекнуваат и покрај тоа што идат возила од спротивниот правец и потенцијално влегуваат во директен судар. Значи, начинот на возење се уште е непознаница кај голем дел од возачите, поради тоа што релативно нов концепт на патишта се ова во Македонија. Според сообраќајните инженери, како едно од најприфатливите решенија за зголемување на безбедноста на експресниот пат е концептот 2+2. Со ова сообраќајно решение се предвидува додавање по една коловозна лента на постојаните и нивно физичко разделување. По оваа делница, која всушност представува продолжение на автопатот Штип-Миладиновци, почна да се вози од декември 2022 година.